Неделава по 6-месечна хибернација. Повторно на дневен ред на републичките пратеници ќе се најде предлог измените на Законот за минерални суровини, најави викендов во Штип лидерот на Дом Лилијана Поповска. И на тој начин да бидеме спасени од рудници кои што со отворен коп, со површински коп, кои што употребуваат цијаниди и сулфурна киселина за лужење и за флотација. Сметаме дека тоа е извонредно значајно, се разбира, тоа нема да ги засега постоечките 4 рудници во држава. Македонската зелена партија е категорична против секоја идеја за отворање на рудници, а идејата за доделување на 86 концесии за експлоатација на минерални суровини ја смета за нереален владин и собраниски чекор. Македонија треба да, според нас како зелени, едноставно да се откаже од идеите за правење рудник на секој 10 километри, затоа што идејата за 86 концесии за нови рудници, која што беше во фаза на реализација од претходниот период, е апсолутно нереална и нелегитимна, би рекла, затоа што тоа би значило како да е ова некоја пустина, каде што нема луѓе, каде што нема земјоделски површини, нема туризам, каде што е некоја пустина на некоја друга планета. Саса, Тораница, Бучим и Злетовскиот рудник се носечките столбови на македонското рударство. Во нив екзистенцијата ја обезбедуваат околу 2500 вработени рудари и останат специјализиран технички персонал.